Почтувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Лиценцираните такси компании од Кучани се незадоволни од бавното решавање на состојбата со нелегалните превозници кои даваат такси услуги на граѓаните. На пресконференција најавија дека в среда ќе организираат мирен протест со возилата по улиците на градот. Состојбата со такси превозот во Кочани е алармантна со оглед на хаосот што постои кога е во прашање работењето на нелегалните и нерегистрирани, односно на таксистите кои немаат лиценци и други дозволи за таква работа. Ние сме подготвени да настапиме порадикално за да им дадеме поддршка на надлежните служби во општината да стават ред. Ова беше речено на пресконференцијата што ја одржа Сдруженијето на лиценцирани такси превозници на Кочани. Во општина Кочани функционираат некаде околу 170 такси возила, од кои околу 43 се со комплет документација и лиценцирани такси возила, додека околу 115 до 120 такси возила се диви таксисти. Од таа причина сакаме силно да дадеме поддршка на институциите, да излезат на терен како во летните месеци, да направат контрола и да се застане на патот на нелојалната, односно на дивите таксисти. Пошто ако вака продолжи, бројот на диви таксисти, место да се намалува, се зголемува. Ќе дојде у ситуација и тие што се легални таксисти да не можат да си ги платат давачките и ќе морат да станат и тие диви. Од таа причина се донесе заклучок да легални таксисти организираме мирен протест со кој сакаме јавно да ги лоцираме и ќе ги лоцираме диви таксисти кои се препознаени во изминативе 2 месеци и ќе поддржаме институциите да застанат на патот на диви таксисти. Каров најави оти мирниот протест со возилата ќе се одржи в среда со почеток од 10 часот, при што возачите ќе поминат по улиците на градот. Незадоволството од состојбата со такси превозот го искажаа и другите такси возачи кои се членови на Сдруженијето. Дивите таксисти кои возат без таксиметри, кои наплаќаат, значи како ќе текне, а можеби у некои прилики можеби и повеќе ќе наплатат за тоа што немат фискален апарат и не може да докажат колку е возена релацијата. Односно спрема километарот, така да речеме, од ракав може да наплате, а тоа не е добро ни за патникот, ни за нас, ни за никој. Зборуваме за европски вредности, за Европска унија, а моментално работиме, да речам, како Бугарија во 90-тите години. Значи, која мајка изгубила сина, ќе го најде во такси возило. Мислам дека државата треба да биде мајка за сите, а не за некој да биде мајка, за некој макија. Како што беше летото, како што се работеше, значи ништо повеќе од тоа не бавам. Инспекторите беа на терен цело време, значи одеа од постојки на постојки, значи комплетно, и се вршише контрола на сите возила, буквално на сите. И сите диви таксисти, значи тој период ги немаше на терен, со тоа ние работевме, значи имавме работа. Од Сдруженијето на лиценцирани таксисти рекоа дека нелегалните такси превозници им се познати и тие можат да помогнат во идентификувањето, како и во средувањето на сегашната состојба. Сите диви таксисти се запишани со регистарски броеви кои вршат такси превоз на диво и што возила се. Спрема тоа, ние тај список, како го сега го објавиме, сите тие диви таксисти ќе се повлечат и нема да вроде со плод и после месец дена пак ќе се вратат да возат такси. Затоа списокот е кај нас и ако изразат надлежните органи потреба дека и е потребен тај список, ќе го предадеме и стоиме на располагање. Такси превозниците најавија оти мирниот протест ќе трае околу 1 час, поради што ги замолија граѓаните и учесниците во сообраќајот да имаат разбирање за нивниот проблем. Рекоа дека целта не им е дополнително да го искомплицираат хаосот во такси превозот, туку конечно да се најде вистинско решение за него. Уште еден успешно завршен саем на книгата во Кучани, што во организација на библиотеката Искра се одржа по 13 пат. Продадени се 1/3 од понудените книги.
Голема посетеност од страна на граѓаните на Кучани и учениците од основните и средните училишта имаше на 13-тиот саем на книгата, што од 5 до 10 ноември се одржа во просториите на библиотеката Искра. Годинава своји дела излагаа 15 издавачки куќи од Македонија, кои на кочанската читателска публика и понудија дела од повеќе жанрови на литература од најновата продукција, но имаше и книги од постарата издавачка дејност кои беа барани од посетителите. Продадена е 1/3 од понудениот книжевен фонд, што е задоволувачка бројка, истакнуваат од библиотеката. Има можност да ги посетат штандовите на 15 издавачки куќи, со нешто над 5000 книги беа на располагање на кочанчани, од кои некаде по неофицијална бројка некаде 1/3 од книгите се продадени. Претежно книги се продаваа за белетристика и оние помладите беа на некој начин присутни на саемот, значи и се продаваа оние книги за помладите генерации. Библиотеката Искра во наредниот период организира низа културни активности. Сега во среда, значи 14 ноември, значи во 17 часот имаме промоција на книга Афоризми Боцки од Ружа Стојмилова. Следниот ден исто така имаме средба на нашите поети од литературниот клуб кој со поети од други здруженија на граѓани од други општини. Следната недела на 22 промоција на книга на Ленче Стојменова, исто така Афоризми. 3 декември изложба 100 години од завршувањето на Првата светска војна и пробивањето на фронтот. Во периодот што следува, освен најавените активности, ќе бидат организирани и неколку промоции на книги, за кои во теке договарање на терминот за промоција на истите, додаде Стојменов. Инаку, саемот на книгата беше дел од активностите за одбележување на месецот на книгата, а неговата успешност потврди дека и покрај големиот развој на компјутерската технологија, сепак младите ја сакаат книгата и сакаат да читаат. Владимир Мишев од Оризари е приклучен на диво и не плаќа за водовод и канализација како што плаќаме сите, а згора на тоа му е направена на приватен имот. Одговора соседот Томислав Јанев од истата населба на изјавата на Мишев дека поради спорот со Јанев не може да ја санира канализацијата која што е запушена и од која се шири неподнослива реа, а представува и извор на зараза. Местото на кое е приклучен Владимир Мишев од Оризари на канализационата мрежа е во приватна сопственост на Томислав Јанев, а згора на тоа Мишев е приклучен на диво. Не плаќа за водовод и канализација, ниту има платено за приклучок, а сака да биде приклучен, одговара соседот Томислав Јанев, кој беше споменат во прилогот на Канал 8 од страна на неговиот сосед Владимир Мишев во врска со проблемот со канализацијата во овој дел од населбата Оризари, кој што се провлекува со години. Прво го прашуваме лицето дали има договор склучено со општина Оризари, кога беше, дали има платено за приклучок и проект кај да се приклучи, а не да се приклучува на диво преку средината на мојот плац на Сидми, преку средината и да ја буши цевката на среде улица, која по правило треба да биде прикачена шахта, која има правилник водовод, Кочани уопшто тај правилник важи за сите, а не да буши цевката на средината да биде загрозената целата улична канализација. Кој ние сме заложници на ова лице, со години не може да си го ископаме плацот. И кој е ураснат со трава, може на само лице место да се види, до 50 сантима има трава, која може, не дај Боже, секој дневно, од испушок цигара или нешто, да изгорат на населението куќите. Од тоа.
Јане вели дека има решение каде Мишев да биде приклучен, а не да му влага во негова приватност. Да иде по крајот, кај да може да се искупа местото, да се укупа колку има, дадено лаборат од ГЕС, геометар ДР Тихомир Илиев, кој лично јас го имам платено на мој трошок, кој водовод Кочани имат изјава дадено дека лицето нема согласност за приклучување на канализацијата, на главната водоводна канализација. Се прашуваме дали важи законот за наплата за канализација за сите, целокупното население од Оризари, предходна општина Оризари, сега Оризари, за сите или е селективна наплатата. Ако е така, ќе го организирам населението, сите парите да си ги бараме да ни се вратат назад за приклучоците и сите да одиме на диво. Инаку, во изјава неговиот сосед Владимир Мишев се пожали дека проблемот со канализацијата не може да го реши токму поради Јанев и спорот со него. Како и да е, овој проблем што со години наназад се провлекува во населеното место Оризари, во најскоро време треба да се поправи, бидејќи можно е ескалирање на состојбата, поради што неизбежно ќе биде појава на зарази и нивно лесно ширење, заради нечистотијата и нефункционирањето на канализацијата. Започна пред 19 години на 80 метри квадратни продажен простор. За денеска да се наоѓа на 2000 метри квадратни изложбен простор со проширен асортиман на производи. Флорис целосно го оправда своето мото «Се за вашиот дом» со воведување и на производи од бела техника. Во саботата Флорис организираше големо отворање на проширениот салон со многу изненадувања за купувачите. На иста локација, но на многу поголем простор. Големо отворање на проширениот простор на продажниот салон на Флорис беше организирано во саботата, кога голем број граѓани од повеќе градови широм републикава беа дел од свеченото отворање на кое се нудеа големи попусти и награди. Флорис со логото «Магија во вашиот дом» започна скромно со производи изложени на 80 метри квадратни, за сега истиот да биде проширен на 2000 метри квадратни. Пред 19 години Флорис започна со својата работа и од тогаш па до денес ние секоја година растеме и успешно се развиваме, за да денеска можам да кажам слободно дека прераснавме во еден препознатив бренд не само во нашиот град, не само во нашата држава, туку и многу пошироко. Пред 19 години започнавме на скромни 80 метри квадратни продажен простор, за да денеска еве се гледат плодовите на нашата работа, на нашата визија, на нашите желби. Се наоѓаме на 2000 квадратни метри изложбено продажен простор и слободно можам да кажам дека сме еден од најголемите хом центри во Македонија. Оно што се разликуваме ние како Флорис е магијата и позитивна енергија која ние ја праќаме преку секој наш купен производ до сите домови на нашите потрошувачи. Оно по што се разликуваме и идејата која ние ја даваме за секое интериерно решавање на било кои проблеми на сите наши потрошувачи. Основната цел ни беше се на едно место за вашиот дом. Нека биде магија во вашиот дом Флорис. Флорис целосно го оправда своето мото «Се за вашиот дом» со тоа што нуди широка палета на производи од сега и на бела техника, мебел, теписи, куинска програма, завеси, тапети, огледала, новогодишни декорации, слики, детски играчки, парти програма, се за двор и градина и декорации. Инаку на денот на отворањето на проширениот Флорис, потрошувачите имаа можност да си купат производи по намалени цени. Целиот асортиман беше намален за 20%, а 50% попуст имаше на одредени производи. На денот на отворањето имаше и наградна игра, во која за секоја сметка над 1000 денари се стануваше потенцијален добитник на вредносен ваучер од 5000 денари. Инаку Флорис се наоѓа на иста локација на улицата Тодосија Паунов 36 во Кочани.
Околу 30 крвни единици беа собрани на третата и последна за оваа година крводарителска акција што во организација на полицијата се одржа во соработка со службите од трансфузиологија од Штип. Полициските службеници од Кучани ја покажаа својата хуманост. На последната од трите планирани акции за 2018 година, тие ја даруваа скапоцената течност. До сега се имат пријавено од колегите негде околу 30 полициски службеници за да даруваат крв. До сега веќе има 21 колега кои даруваа крв. Неколку души беа службено одсутни, беа спречени ради тоа што службените обврски мора прво да се извршат, па после тоа, али мислам дека до краја на акцијата и тие ќе дојдат и тие ќе даруваат крв. Со големо задоволство можам да кажам само дека голем одзив имаме на млади полициски службеници кои се доста заинтересирани и кои доваѓаат, питуваат и даруваат крв, така да имаме и неколку млади полициски службеници кои за прв пат имаат дарувана крв, па продолжува натаму традицијата, ќе видиме, настојуваме секогаш. До сега сите крводарителски акции што ги спроведуваме, сите се успешни, гледаме секогаш бројот да биде исполнет, не исполнет, дури и надфрлен. Полицијата и понатаму продолжува со дарување на скапоцената течност. За следната година се планирани 3 или евентуално 4 крводарителски акции, зависно од заинтересираноста на полициските службеници да ја покажат хуманоста на дело. Акцијата беше спроведена во соработка со службите од трансфузиологија од Штип. После Свети Лука, во Истибања осветени храмот Свети Стефан. Православните верници од овој крај добија ново духовно светилиште. Православните верници од Виница и Истибања од 11 ноември имаат ново духовно седиште. После една деценија во изградба, комплетиран и осветен новиот храм посветен на светиот правомаченик и архијакон Свети Стефан. На 24-та недела по 50-ница, маченичка Анастасија Римјанка, митрополитот Брегалнички Иларион, во сослужение на свештеници од Качанското и Делчевското архиерейско наместништво, во годината кога Македонската православна црква Охридска архиепископија ја одбележува 1000 годишнината на Охридската архиепископија, како и јубилеот 60 години од возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на МПЦ, ја освети ново изградената црква посветена на свети правомаченик и архијакон Стефан во село Истибања Виничко и отслужи света архиерейска литургија. Храмот кој е лоциран во центарот на селото внатрешно е комплетиран со фреско живопис, изработен од страна на зоографите од Јагодина, а надворешно се уште се уредува. Изградбата ја помогнаа самите жители, но и општина Виница. Селото кој е едно од поголемите во општината, годишно има по 10 венчавки и крштевки, кои досега се одржуваа во старата црква посветена на Света Петка. Покрај храмот Свети Стефан веќе се поставени темелите и на новата камбанарија, чија изградба чека на поддршката од жителите и бизнис заедницата. Инаку, споменот на светиот архијакон и правомаченик Стефан, Светата православна црква го празнува на третиот ден од празникот Божик. Тој е наречен правомаченик затоа што тој е прв што настрадал за Христовата вера. Веднаш после легувањето на Светиот Дух во Јерусалим била формирана христијанска општина. Биле избрани 7 ѓакони да се грижат за сиромасите, за болните, старите, вдовиците и да ги делат подароците што христијаните ги давале на црквата. Најстар во тие 7 ѓакони бил Стефан, поради што бил наречен архијакон. Следуваат информациите од спортот. Државен семинар по реален аикидо се одржа во салата на основното училиште Никола Карев. Истиот е во организација на Аикидо Федерацијата на Македонија, а во него учествуваа врвни аикидо мајстори од земјава и странство. Во организација на Аикидо Федерацијата на Македонија со поддршка на Агенцијата за спорт и млади на Република Македонија и Кочанскиот клуб по реален аикидо Нико, во салата на основното училиште Никола Карев за прв пат во Кочани беше организиран државен семинар по реален аикидо. На него учествуваа тренери и членови на клубови од цела Македонија, кои се членови на Аикидо Федерацијата, како и врвни познати аикидо мајстори од Македонија, меѓу кои председателот на Аикидо Федерацијата, мајстор седми дан Ѓуро Илик.
Мајсторите по аикидо истакнаа дека ваквите семинари се од големо значење за членовите, но и за самите тренери по аикидо. Значењето на семинарите за нас е големо, затоа што немаме надпреварувачки карактер, меѓутоа едукативен карактер во секој поглед, за деца од 5 до 12 и до 70. Со вакви семинари и со разни презентации што се организираат по воспитно-образовните установи, се зголемува бројот од ден на ден, како клубски, така и меѓународен карактер. Соработката со клубот Нико од Кочани е долгогодишна, Николчо го познаваме од многу одамна и дружењето не врзува преди се. Аикидото во Македонија започна како секција во Битола, па подоцна се разви како клуб и се развија аикидото како спорт во Македонија. Истакна аикидо мајсторот Дејан Чарговски од клубот Маруи од Скопје, кој што е прв формиран клуб во главниот град, од кој произлегуваат голем број аикидо мајстори кои формираат клубови во целата држава. Имаше секција во Битола и се приклучивме на таа секција јас и мојот колега од клубот Маруи. Трениравме во Битола неколку години, потоа добивме дозвола и права да отвориме клуб во Скопје. 95-та го регистрировавме клубот, 96-та година започна со работа официјално и еве постоиме до ден денес. Неколку клубови, значи во тоа време кои што постоја како секции претходно се трансформираа во клубови и ја направија Аикидо Федерација на Македонија. Тоа се клубовите Пелистер од Битола, клубот Маруи, значи нашиот клуб од Скопје, клубот Тенкан од Струга, клубот Сегал од Неготино и клубот Тегатана од Куманово. Тоа беа првите 5 клубови основачи на Аикидо Федерација на Македонија. Се работи на значаен дел воведување сегмент во аикидото кој што може да биде вреднуван и оценуван, односно да бидат презентирани боречки вештини, а аикидото да добие надпреварувачки карактер. Истакна Ѓуро Илик, аикидо мајстор 7 дан, председател на Аикидо Федерацијата на Македонија. Ми требаше цели 10 години да обучам кадар и во 1996 година ја формираме Аикидо Федерацијата на Македонија со седиште во Битола, кој што до денес 22 години екзистира. Има преку околу 30 клубови членки, од кои што едно 22 се активни во моментот и со тенденција да клубовите ширум републиката се множат едноставно. Тука за овој дел ни е задолжен мајсторо Николчо Гоцев, кој што повеќе од 5 години успешно работи и сметам дека треба да биде лидер на овој регион овде со цел да се омасови реалниот аикидо, кој што морам да признам од ден на ден е во подем. Ова е се со цел за подигање на квалитетот на реалниот аикидо и се разбира и омасовување и веќе востановување на реалниот аикидо дел дисциплина за надпреварите, која што сме во тек сега експериментално неколку пати сме работели и мислиме да стартуваме со таа така наречена лига од почетокот на 19-та година. Инаку, додава Илик, клубовите, бидејќи се членки на Аикидо Федерацијата на Македонија за реален аикидо, финансиски се поддржани од Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија, а тоа е од голема помош за одржување на вакви семинари ширум Републикава. Идната сабота ќе се одржи меѓународен семинар во Скопје во организација на клубовите Маруи и Кейко, па потоа ќе следи семинар во Струмица, па семинар за деца во Белград и мајсторски семинар во Истанбул. Организатори домаќин на семинарот беше клубот за реален аикидо Нико од Кочани. Посебна чест ми е да бидеме организатори на еден ваков голем државен семинар од реален аикидо. Ние покрај другите семинари кои што ги имавме во Кочани, за прв пат одржуваме државен семинар каде што ќе бидат и презентирани некои освен на доградба на техники, ќе бидат и презентирани некои техники за борба кои што би почнале од почетокот на 2019 година. Честа е наша, меѓутоа честа е на аикидото, на целото аикидо во Македонија. Се зголемуваат членовите на секаде во сите градови, така и во Кочани. За кратко време ќе се прошируваме и во Виница и во Штип, благодарение на големата поддршка од другите клубови и се надеваме на зголемен интерес не само во аикидото и во сите спортови да се враќаат младите во салите. На отворањето на семинарот поздравен говор имаа присутните аикидо мајстори, како и домакинот тренерот на реален аикидо Нико. 5 медали за джудистите на джудо клубот Гладијатор од Кочани на меѓународниот турнир Миоки Опен, што викендов се одржа во Скопје. Наскоро, благодарение на Кочанскиот джудо клуб, Кочани ќе биде домаќин на екипното државно првенство во джудо за сениори.
Во силна конкуренција од 350 надпреварувачи од 10 земји учесници, Кочанскиот џудо клуб учествуваше со 7 надпреварувачи и се врати со освоени 5 медали. Членовите на џудо клубот Гладиатор од Кочани продолжуваат соредењето успеси на меѓународно ниво. Турнирот беше во техничка организација на џудо клубот Миоки од Скопје, каде што се одржуваше на 4 борилишта и конкуренцијата беше премногу силна. Како што претходно кажав, настапивме со 7 своји надпреварувачи, од кои што освоивме 5 медали, каде што најмногу се покажа, во најдобро светло се покажа Андреја Минова, која го освои второто место, а со трето место се закитија Андреј Давидков, Иван Крстов, Ева Димитрова и Станислав Грпов. Мал хендикеп беше што судиите не беа малку наклонети на вчерашниот турнир на нас, но тоа не ни представуваше некоја поголема тешкотија за полека на меѓународно ниво, како клуб се качуваме нагоре на меѓународната сцена. Во секој случај ние тука не застануваме, продолжуваме понатаму, каде што ова беше една мала припрема за државното првенство за пионери и сениори кое треба да се одржи во многу брзо време. Шекировски истакна дека за прв пат на 16 декември во техничка организација на џудо клубот Гладиатор ќе се одржи и екипно државно првенство за сениори, чиј домаќин ќе биде градот Кочани. Уште една информација од спортот. Викендов се одиграа надпреварите во третата фудбалска лига Исток во машка и во првата лига во женска конкуренција. Осогово се врати со победа од 1:2 од гостувањето во Берово против Малеш, а фудбалерките на Кочани се поразени во Тетово на средбата со истоимената екипа. Во 11-тото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток, Кочанскиот третолигаш Осогово ги освои 3 бода на гостувањето во Берово против тимот на Малеш. По поразот во претходното коло на гостувањето во Свети Николе, жолто-сините очигледно посериозно ја сватиле задачата и на крајот славеа победа од 2:1. Со тоа тие и понатаму го задржуваат лидерското место на табелата, иако и директниот конкурент Овче Поле забележа победа од 2:0 на гостувањето во Виница против Слога. Тимот на Кежовица пак загуби во Делчево против Брегалница, така што разликата меѓу Светиниколскиот и нашиот третолигаш и понатаму останува само 1 бод. Во следното коло Осогово ќе биде домаќин на надпреварот против Работник. Викендов се одигра и 10-тото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, во која женскиот фудбалски клуб Кочани ги загуби бодовите во Тетово на средба со истоимената екипа. Иако нашите девојчиња ја имали иницијативата и во првото полувреме имали и предност од 2:1. Сепак во вториот дел домашните фудбалерки успеале да постигнат 2 гола и да направат пресрод. Со ова ЖФК Кочани останува на досегашните 7 бода и се наоѓа на 11-тото место на табелата. Во следното коло што ќе се игра в недела на стадионот Никола Мантов ќе гостува тимот на Плачковица од Радовиш. Почитувани, тоа беше сте што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.